46-та недела, ноември. Сатурн. Ова е вистинско патување. Додека го гледате ова, Земјата ве носи низ Вселената со брзина од 107.000 км на час. Сега сме тука. За 5 недели ќе стигнеме до зимската краткоденица, најкраткиот ден во годината. Месечината кружи околу Земјата и секој месец се приближува до изравнувањето со Земјата и Сатурн. Ќе помине точно помеѓу Земјата и Сатурн, кој е 4000 пати подалеку. Во ретки случаи месечината го крие Сатурн. Тогаш може да видите како навистина месечината се движи. Месечината се повеќе се приближува до Сатурн, а потоа наеднаш пред да стигне до него, Сатурн исчезнува, како да е избришен од небото. Планетата е скриена од темниот дел на месечевиот диск. За 1 час покасно Сатурн се појавува десно од месечевиот диск. Низ двоглед ни се чини дека мал светлосен балон излетува од месечината. Всушност, джиновскиот Сатурн повторно се појавува. Благодарејќи на Сатурн го видовме движењето на месечината. Сатурн е најдалечната планета која може да се види без телескоп. Тој е 10 пати подалеку од Сонцето за разлика од Земјата. На Сатурн му треба 30 години за да го заобиколи Сонцето. Во текот на вашиот живот Сатурн ќе помине само 3 орбити. 15 години одоздола ги гледаме Сатурновите прстени. Кога Земјата ја сече рамнината на прстените, ги гледаме одстрана и тие исчезнуваат. Потоа 15 години ги гледаме одоздола. Во текот на последната средба во 1995 година прстените исчезнаа 3 пати и ни покажаа колку Земјата брзо се движи. Во пролет Земјата дојде во рамнина со прстените и тие исчезнаа. Во лето Земјата е побрза од Сатурн и повторно ја поминува рамнината на прстените. Во зима прстените исчезнаа по трет пат. Овој пат Земјата помина на јужната страна од прстените и ќе ги гледаме од долната страна до 9 април 2009 година. Од каде потекнуваат Сатурновите и помалку спектакуларните прстени на другите надворешни планети, како Јупитер, Уран и Нептун? Гравитацијата на секоја звезда и планета влијае на околната Вселена. Секоја планета има граница над која секој сателит, комета и астероид можат да бидат привлечени и разорени од гравитацијата на планетата. Околу Сатурн таа граница е на 80.000 км и астероидите кои ќе ја поминат ќе се распаднат. Гравитацијата повеќе делува на поблиската страна на астероидот одошто на подалечната. Изложен на различните сили, астероидот се распаѓа. Остатоците се судираат и после бројни судири создаваат диск околу екваторијалната рамнина на планетата, слично на рамнината во која планетите вртат околу Сонцето. Кога месечината би ни се приближила на 18.000 км, ќе разори земјината гравитација. Остатоците ќе формираат прстен околу екваторот и во зима Сонцето ќе зајдува позади појасот од астероиди. Сатурн е огромна гасовита топка, голема скоро колку Јупитер. Во него би можело да собере 10 земјени пречници. Сатурновата ротација е побрза од земјината, трае само 10 часови. Гасовитата топка, која толку брзо ротира, природно ја заобличува центрифугалната сила, затоа Сатурн е највеќе сплеснат од сите планети. Земјата е цврста планета и сплесната е само за 40 км. Гасовитиот джин Јупитер, кој ротира побрзо од Земјата, е сплесната
за 8.000 километри, а Сатурн за 12.000 километри, повеќе од пречникот на Земјата. Сатурн е исто така рекордер по малата густина. Земјата е составена од погуста материја за разлика од останатите планети, 5 пати погуста од водата. Кубен дециметар од Земјата е тежок 5 килограми, додека кубен дециметар вода е тежок само 1 килограм. Кубен дециметар од Сатурн е полесен и од водата, само 700 грама. Ако би постоел толку голем океан, Сатурн по него би лебдел, а Земјата би потонала како камен. Покрај познатите прстени, Сатурн го окружуваат и многу сателити. Меѓу нив е Титан, најголемиот сателит во сончевиот систем. Голем е колку планета, поголема од Меркур. Титан е единствениот сателит кој има атмосфера, 5 пати погуста од земјината. Површината на Титан се состои од камен и мраз. Многу е ладен, со температура од минус 180 степени Целзиусови. Езерата кои ги гледате не се вода, туку течен метал. Во Титановата атмосфера има многу сложени органски молекули. Би можеле да се развијат во примитивен живот како бактерии. Леталото Хајген се упати на кај Титан и ќе стигне до Сатурн во 2004 година. Тоа треба да ја анализира атмосферата на Титан. Може ли да се создаде живот на ледениот Титан? Може би ќе дознаеме во 2004 година.